Твојот најголем финансиски проблем не е тоа што не знаеш како да заработиш, туку тоа што премногу обврски преземаш на сопствените рамена. Навикнат си да бидеш човекот на кој сите други можат безрезервно да се потпрат. Кога нешто треба да се среди, ти ќе го средиш. Кога нешто треба да се организира, ти ќе го организираш. Кога има било каков проблем, сите прво тебе те бараат. И со текот на времето создаваш навика. Длабоко веруваш дека мораш лично да направиш се за работата на крајот да биде добра. Ти трошиш часови на работи кои не ти носат речиси никаков приход. Постојано им помагаш на други луѓе, го средуваш нивниот хаос, а ретко бараш нешто за возврат. Преземаш дополнителни обврски само затоа што знаеш дека си способен да ги завршиш. Но запамти, твоето време има вредност. Твојата енергија има цена. И ако постојано ги трошиш на ситници што можат да ги завршат други луѓе, свесно си го кратиш времето за она што може навистина да ти го зголеми приходот. Постави јасни граници уште денес. Затоа, во следните 30 дена направи една мала, но клучна промена. Запиши ги апсолутно сите работи што ги правиш во текот на една недела. И потоа подели ги во 3 групи. Прва група. Ова ми носи пари. Втора група. Ова може да ми донесе пари. И трета група. Ова само ми одзема време. И третата група ќе биде најинтересна, затоа што токму таму лежи слободниот простор кој толку многу ти недостига за да направиш финансиски скок. И сега доаѓаме до неважното. Парите не мора да дојдат во твојот живот затоа што си работел до целосна исцрпеност. Тие можат и треба да дојдат затоа што конечно си научил стратешки подобро да го користиш своето време, своето знаење и својата енергија. Затоа, следниот пат, кога ќе почувствуваш внатрешен притисок дека мораш да преземеш уште една дополнителна обврска на твојот грб, застане и искрено прашај се во себе. Дали ова навистина ме носи мене напред? Ако одговорот е не, тогаш најпаметната можна финансиска одлука што можеш да ја донесеш во моментот е едноставно да кажеш не. Исто така, престани да ги анализираш можностите до бесконечност. Да, добро е да размислиш пред да действуваш. Добро е да направиш математика, добро е да го провериш ризикот. Но во тој процес искористи ја твојата неголема супермоќ, чистата дисциплина. Затоа што кога ти еднаш цврсто ќе одлучиш, стануваш неверојатно доследен на својот пат. Замисли двајца луѓе. Едниот постојано брка нови идеи, денес сака бизнис, утре сака инвестиција, следната недела сака нешто сосема трето. Постојано започнува нешто ново, но не гради доволно долго. А другиот човек не е толку брз. Тој повеќе размислува, повеќе проверува и мери. Но кога еднаш ќе донесе одлука, тој останува таму. Гради, подобрува, повторува. И по 2 или 3 години, овој вториот човек има нешто што првиот никогаш нема да го има. Тој има систем. И токму системот е она што носи вистинска финансиска сигурност. Не еден среќен месец со голема заработка. Не една случајна прилика. Не еден ненадеен прилив на пари. Туку нешто што функционира предвидливо и повторливо. И тука мораш да научиш една исклучително важна лекција. Да бидеш корисен за луѓето не значи дека треба да бидеш бесплатен. Твоето време има вредност, твоето знаење има цена. Твоето искуство вреди многу. И нема никаква причина да се чувствуваш виновно затоа што професионално го наплаќаш тоа. Кога некој ти плаќа за решение, тој не плаќа за часовите што ти си ги поминал во работа. Тој плаќа за годините што си ги поминал учејќи како да го направиш тоа. Плаќа за побрз пат до целта. Затоа престани да се прашуваш колку часа ми требаа за ова и почни да се прашуваш колку вреди огромниот проблем што јас му го решавам на овој човек.
И сега доаѓам исто така до уште една исклучително важна работа. Парите сакаат јасност. Затоа, ако навистина сакаш вистинска финансиска промена, во следните 30 дена почни бурно да ги следиш. Не само колку заработуваш, туку следи каде точно одат тие пари. Кои трошоци ти се навистина неопходни, кои ти станале чиста навика, кои трошоци ти носат вистинска вредност во животот, а кои ти создаваат само моментално и кратко задоволство. Ако си го направил првиот чекор кон нешто сосема ново, и престани веднаш панично да бараш инстант резултат. Фокусирај се на самиот процес, затоа што малите резултати што упорно ги повторуваш секој ден, на крајот стануваат огромни. Една мала заштета, еден нов клиент, една нова совладана вештина, еден подобар договор, една повисока цена, еден дополнителен извор на приход, една паметна и свесна одлука. И повторно, и повторно. Токму така, чекор по чекор, се гради вистинската и долготрајна финансиска промена. И секако запомни, не мора да знаеш се. Не мора да бидеш најдобар во се. Не мора да имаш безпрекорен план, ниту пак да чекаш целосно да исчезне стравот. Мораш само да имаш доволно храброст за да започнеш и доволно чиста дисциплина за да продолжиш. Ако сакаш целосно да ја промениш твојата финансиска приказна, не ти треба една голема, огромна филмска прилика. Ти требаат 10 мали, паметни и секојдневни одлуки. Една денес, една утре, една следната недела. И така, полека сигурно, по некое време ќе се најдеш на место кое пред неколку години ти изгледало комплетно недостижно. Не затоа што си имал совршен план во рацете, туку затоа што ниту за момент не си престанал да го подобруваш тоа што го правиш. Затоа следниот пат, кога ќе почувствуваш дека се уште не е право време, застани, размисли и направи го првиот чекор. Не утре, туку сега. Со она што го имаш, со она што го знаеш. И со она што си во моментов. Најголемата финансиска промена во твојот живот нема да започне тогаш кога ќе добиеш повеќе пари во рацете. Таа ќе започне кога ќе престанеш да го одложуваш моментот во кој ќе почнеш да ги создаваш тие пари. И следниот пат, кога ќе имаш можност пред себе, престани да бараш некаков совршен знак од универзумот. Направи разумен план, пресметај го ризикот, провери ги фактите и потоа едноставно направи го чекорот. Затоа што она што долго го бараш веќе воопшто не е далеко од тебе. Тоа се наоѓа точно од другата страна на една единствена одлука, која премногу долго ја одложуваш.